По рекламите ги започнуваме вестите со спорт. Со метална шипка е нападнат новиот тренер на Брегалница. 48 годишниот Юксел Јесилов од Турција вели дека не се плаши и ќе остане да ги тренира фудбалерите на Брегалница, откако со метална хебла доби удари во рацете и нозете. Јесилов во самоодбрана ги покажал своите боречки вештини. Тренерот на фудбалскиот клуб Брегалница Юксел Јесилов синоќа на магистралниот пат Штип-Кучани кај селото Крупиште е нападнат од страна на двајца функционери на овој клуб. Според полицијата настанот е пријавен во 20 часот и 10 минути од страна на турскиот државјанин со привремен престој во земјава. Јесилов пред камерата на телевизија Ирис истакна дека двајцата негови напаѓачи за време на надпреварот кој се одигра на стадионот во Кучани меѓу Брегалница и Ѓорче Петров му упатувале вулгарни зборови и на него и на неговата девојка од Романија. Според извештајот на МВР, автомобилот Порше на новиот тренер на ФК Брегалница се движел по патот кон Штип, а пред нив автомобил марка Мерцедес во кој биле председателот и подпредседателот на клубот. Постојано ја намалувал брзината и се движел лево-десно, не дозволувајќи да ги претекне, пошто кај штипското село Крупиште им го попречиле патот за да застанат. Во извештајот на МВР стои дека од возилото Мерцедес излегле возачот ИК од Штип, подпредседател, и совозачот ММ, председател на фудбалскиот клуб Брегалница. ИК од багажникот на возилото извадил метален предмет хебла и се упатил кон нивното возило. Levye ile bana kafama vurmak istedi. Едниот од нив тргна да ме удри со Kendimi железото. korudum. Јас се одбранив самиот. Во тој момент и тој што ме нападна не знаеше дека јас сум еден од светски 104 tane шампиони. K1 меша şampiyona имам maçım var. борилски вештини. Се бранев самиот. Ми беше жал дека отишол Bazı во yerlerine болница. dikiş atmışlar. Имал некој шиење во главата. Од Штипската клиничка болница информира дека во болницата се примени учесниците во инцидентот. Прегледани се од дежурниот лекар и поради лесните телесни повреди се пуштени на домашно лекување. Со председателот на фудбалскиот клуб Брегалница ИК извршен е разговор во полициската станица. Информиран е јавен обвинител од Штип, а по комплетирање на настанот ќе следи и соодветна кривична пријава против напаѓачот. 48 годишниот тренер од Турција вели дека и покрај синоќешниот напад, сепак тој ќе остане да работи со фудбалерите во Штип. Смета дека љубомората е мотив за нападот. Моје мислење е дека како долгогодишни претседатели во клубот имаат некои скриени сигурно сакале мене да ме уплашат и да го напуштам клубот. Мислам дека не е од љубов према Брегалница, ова е направено за некои други задни намери. Некои спортски портали денеска пренесува дека двајцата први луѓе на клубот денеска си поднеле оставки. Инаку во тек е огласот за продажба на акции на фудбалскиот клуб Брегалница, а отварањето на понудите е наредната недела. Во постојан пораст е бројот на пациенти кои се соочуваат со кардиоваскуларни болести. Само минатата година од овие заболувања во државата починале приближно 12.000 лица. Секој четврти во државата има проблеми со срцето. Кардиоваскуларните заболувања се епидемија на денешното време и се трета причина за смртност во државата. Само минатата година од болести на циркулаторниот систем починале 11.939 лица. Редовна посета на избраниот лекар, како и примената на превентивните совети, можат да придонесат во намалување на ризиците од кардиоваскуларни болести. Добар дел од пациентите првиот контакт со специјалист го прават, откако ќе се појават и првичните симптоми. Често кај нас пациентите добиваат кардиоваскуларен инцидент тежок, од типот на удар или прединфарктна состојба и тогаш се освестуваат за своето состојба и тогаш почнуваат. Но и тогаш не е касно ако почнат да ги применуваат методите. Меѓутоа, сепак најдобро е да се почне кога нема атеросклероза на крвните садови на срцето. За да се намали процентот на морталитет покрај редовните превентивни прегледи, лекарите советуваат да се промени и начинот на живот. Начинот на исхрана, начинот на живење и начинот на однесување кон лошите навики како што се пушењето и превентивните прегледи недостасува во нашата средина и ние сме во една средина која сме сепак со висока смртност, со морбитет, односно заболување кое се јавува во раните години, се пораните и пораните. Статистиката на Светската здравствена организација покажува поразителни податоци.
Секоја година од кардиоваскуларни болести во светот умираат 17,3 милиони луѓе, а до 2030 година се очекува дека 23,6 милиони луѓе ќе умрат од овие заболувања. Од понеделник свинското месо ќе се продава за 10% поевтино. Од Сдруженијето на одгледувачи и производители на месо очекуваат домашното свежо месо да биде поконкурентно на пазарот. Пасешта во изобилство наспроти добиточен фонд кој се намалува. Источнопланскиот регион прави студија за утврдување на фактичката состојба и искористување на ресурсите за развој на регионот и општините по речниот слив на Брегалница. На истокот и во државата има доволно пасишта, но не и добиток кој ќе се напасува на ливадите. Состојбата на терен не соодветствува со постоечките податоци за реалната површина со пасишта. Потребна е стратегија која ќе утврди реалната слика за потребите на сточарите за зголемување на стадата и развој на регионот, беше речено на денешната работилница организирана од Центарот за развој на Источнопланскиот регион за изработка на студија за определување на статусот на пасиштата во регионот. Ова анализа треба да ни даде податоци со кои што регионот и општините по сливот на реката Брегалница, останатите, ќе можат да располагаат за да го проектираат својот регионален развој, особено состојбата на пасиштата како ресурси за добиточна храна и за развој на сточарството се битни за локалниот и регионалниот економски, социјален развој, но и за одржливоста на биодиверзитетот. Намалување кај сточниот фонд е забележано кај крупниот добиток и во овчарството. Постоечките површини за напасување по одредени стандарди може да овозможат напасување на повеќе стада на толкова површина, како што тоа е во услови на интензивно или развиено сточарење. Бројноста или обемот на добиточниот фонд ни укажуваат на тоа дека имаме едно условно грло на 2 до 3 хектари пасиште. Во развиено сточарство, при интензивно сточарство, оваа бројка треба да биде на условни грла поголема, односно да биде околу 2 на 1 хектар површина. Што значи дека нашите пасишта можат да обезбедат, да речам, храна, добиточна храна за уште многу поголем број на грла. Само во Штипско се одгледуваат околу 45.000 ситен и 8.000 глави на крупен добиток. Сточарите се жалат дека не располагаат со доволно пасишта за напасување на добитокот, поради тоа што дел од нив земјоделците ги претворија во ораници. Според податоците, околу 60% од земјоделските површини во земјава се водат како пасишта. Денес нова дератизација на подрачјето на Штип. Со ова активност е исполнета програмата за заштита на населението од заразни болести. Од почетокот на годината во општина Штип беа извршени по 5 дезинсекции и 2 дератизации. Заради заштита на населението од заразни болести, предизвикани од глодари стаорци, општина Штип денес проведува превентивна дератизација на канализационите шахти на територијата на општина Штип преку овластена фирма со цел уништување на глодарите. Дератизацијата ќе се врши во периодот од 17 до 22 часот попладне и со неа ќе бидат офатени 160 канализациони шахти на територијата на општината. Третирањето ќе се изведува со препаратот Бромахем со активна супстанца бромадиолон. Во случај на неповолни временски услови, дожд и друго, истата се одложува за следниот поволен ден. Воедно се известуваат сите граѓани во општина Штип внимателно учество во сообраќајот. За сите информации и прашања можат да контактираат во општината. Инаку користиме прилика да кажеме дека со денешната дератизација исполнета е програмата за заштита на населението и од почетокот на годината беа извршени по 5 ларвицидни и 5 адултицидни дезинсекции и 2 дератизации. Општина Штип од денес започнува со активностите за реализација на проектот изградба на пешачко-велосипедска патека од населбата 8 ноември до Караурман. Со проектот ќе се обезбедат нови 5 километри за рекреација на штипјани. Започнаа активностите за изградба на велосипедска патека во Штип на потегот од населбата 8 ноември до Стар Караурман.
Велосипедистите рекреативци ќе можат да возат долж течението на река Брегалница. Јас во мало живеам 8 ноември и доаѓам, користам. Сабајле поручек користам. И убаво ли ова најава сега што ќе се гради патека за пешаци? Ја да ви кажам, сега го иде прв пат тоа и мислам дека е добра работата. Ќе може и пешки и со велосипед. Па, ама ако се одбележа да се знае што е за велосипед, што е за пешки оти. Иначе велосипедистите и пешаците се судираат. Должината на велосипедската патека е околу 5 километри, а ќе биде асфалтирана со дебелина на асфалт од 5 сантиметри. Инвестицијата општината ќе ја чини 10 милиона 350 илјади денари, а активностите за комплетната изградба на велосипедската патека според планот е да завршат до крајот на годината. Советот за етика на медиумите денеска пред студентите на Штипскиот универзитет ја представи својата работа како тело. Советот за етика на медиуми денеска пред студентите на правниот факултет им презентираа што значи новинарство кое се работи согласно етиката и кодексот. Според познатиот новинар Драган Антоновски, член на ова тело, клучен проблем во новинарството се натрапниците во професијата. Клучниот проблем е невистината која што ја протежираат натрапниците во професијата. Клучниот проблем е што оние кои што се нарекуваат новинари се помалку новинари, се повеќе пропагандисти. Клучниот проблем е што не ги почитуваме универзалните стандарди во професијата. Значи, сите кои што се инволвирани за една приказна кога правите, сите кои што се засегнати, на сите да им дадете простори да му оставите на гледачот да процени што е настанот. Ние за сега сервираме, режираме, правиме настани во овој период многу повеќе отколку што пренесуваме. Јавноста има право да знае. Јавноста има право да биде информирана, а не да биде дезинформирана. Антоновски вели дека како тело имаат за задача да го исклучат говорот на омраза, лагата, невистината во новинарството, а на граѓаните да им се сервира чиста информација. Смета дека последните извештаи на Агенцијата за аудио-визуелни услуги за работата на медиумите во предизборниот период одат во добра насока. За вистинско информирање, непристрасно информирање не е доволно само квантитативните анализи кои што во овој момент ги прават надлежните институции, туку многу повеќе квалитативното. Значи не е доволно само да дадете 30 секунди на едниот, 30 секунди на другиот, туку да ја испратите пораката во 30 секунди на едниот и на другиот. Така што, меѓутоа во секој случај добра насока и се надевам дека ќе се подобрува и натаму. Професорот на правниот факултет Андон Мајхошев вели дека оваа презентација на Советот за етика на медиумите пред студентите е добра со цел идните новинари и правници да се запознаат со работата на оваа тело. Јас како професор по медиумско право и новинарска етика дотакнуваме проблематиката на саморегулацијата, а СЕМА е саморегулаторно тело и секогаш ако се прашам што е поважно, дали саморегулацијата или регулацијата, јас би рекол дека давам предност на саморегулацијата, бидејќи новинарите подобро сами ќе си ги уредат односите внатре во својата фела и ќе ги почитуваат професионалните новинарски стандарди, отколку некој од страна државата преку регулатива да им наметнува некои правила. Советот за етика на медиумите постојано добива представки за новинарите, но од ова тело вели дека новинарите се тие кои треба да одлучат дали ќе бидат професионалци и ќе учат од сопствените грешки. Штипскиот градски хор од Кюстендил, Бугарија се врати со 2 награди. Штипските музичари ги освоиле срцата на публиката, која била дел од 10-тото издание на Националниот фестивал на шлагери и староградски песни. Со шлагери Штипскиот градски хор ги освои срцата на публиката во Кюстендил, Бугарија. Од Националниот фестивал посветен на шлагерите и старата градска мелодија, градскиот хор се врати со 2 награди. Ние како градски хор од Штип се представивме со избрани композиции од Штип, штипско, македонски композиции, шлагери македонски, македонска песна провејуваш и верувајте најголемо задоволство. Покрај 2 награди, Гран-при, добивме 2 Гран-при награди. Едната во целост на хорот посветена на градски хор Штип. Рано утринава членови на градскиот хор беа на прием кај градоначалникот Илчо Захариев, кој им посочи дека само љубовта кон музиката и трудот можат да родат вакви резултати. Врвот на еден хор е кога сплотеноста и вежбањето и трудолюбивоста дава резултати.
Националниот фестивал посветен на шлагерите и староградската музика, годинава во Кюстендил, Бугарија, се одржа по 10 пат. Од понеделник за 10% пониска цена на домашното свинско месо. Според Сдруженијето на одгледувачи и производители на месо, со ова домашно свежо месо ќе биде поконкурентно на пазарот не само по квалитетот, туку и по цените кои ќе допрат до потрошувачите. За 10% се намалува цената на свинското месо. Килограм жива мера ќе се продава од 90 до 95 денари. Следејќи ги економските законитости и почитувајќи ја пазарната економија, одлучивме да ја намалиме цената на свинското месо, за да биде нашето месо конкурентно не само со квалитетот, туку и со цени, вели Ефтим Шаклев од Сдруженијето на одгледувачи и производители на свинско месо. Реков дека моменталната цена на жива мера ќе се движи од 90 до 95 денари, во зависност какви односи има меѓу производителите, меѓу нас фармерите и потрошувачите, во зависност од големината на порачките, во зависност од начинот на плаќањето и во времетрањето на самата соработка. Не може, например, иста цена да имаат една порачка од 100 или 200 свињи и ако некој купи една или две свињи. Домашните производители сметаат дека со пониските цени ќе работат до границата на рентабилност, со најава за минимално покачување на цените за предстојните празници. Се уште ќе се движиме во границите на рентабилност, меѓутоа ова е, да речеме, скоро долна граница на рентабилноста, меѓутоа се надеваме дека ова ќе се задржи и ние се надеваме дека до Нова година или до Божикните празници ќе има едно известно мало покачување, не големо, него мало покачување на свинското месо, за да може да ги покриеме загубите што ги правевме 9 месеци. Членовите на Сдруженијето на одгледувачи и производители на свинско месо ќе имаат слобода при формирањето на цените во зависност од време трењето на соработката и големината на порачката, потенцира Шаклев, со цел да ги задоволиме потребите на пазарот со македонско свежо месо, а кај директните потрошувачи ќе делуваме на начин со подобрување на стандардот, велат од Сдруженијето. Општина Пробиштип е првата општина во која успешно ќе бидат заменети старите водоводни броила со нови дигитални на далечинско читање. 99% од работата е веќе завршена. Општина Пробиштип ќе биде првата општина во која се заменети старите водоводни броила со нови на далечинско отчитување. Реализацијата на овој проект е речиси при крај, вели директорот на јавното комунално предпријатие Никола Карев Игор Бошковски. Заклучно со овој месец проектот го завршуваме. Сега веќе сме на некоја бројка од 99%, односно од скупно 3905 водомери за домаќинствата, веќе повеќе од 3850 се заменети, останати се уште незначителен мал број од некои проблематични водомери кои што овие неколку дена ќе ги промениме и со тоа успешно ќе го имплементираме проектот за замена на водомери и општина Пробиштип, односно градот Пробиштип ќе биде прв и единствен град во Република Македонија кој што на територијата на градското подрачје комплетно ќе има нови водомери со далечинско отчитување. Инаку во овој период јавното комунално предпријатие Никола Карев реализира и низа проектни активности за урбано уредување. Се работи на уредувањето кај градскиот парк, а исто така се поставуваат и нови корпи за отпадоци, како и контејнери низ сите делови на Пробиштип. Ултрамаратонската трка по стапките на Крали Марко се одржа по 6-ти пат. На оваа трка Крали Марко Треилс, долга 90 км, на стапија и повеќе мина Штипја, некој постигна одлични резултати. Со старт и финиш во Прилепското Варош Маало се одржа 6-то поред издание на ултрамаратонската трка Крали Марко Треилс по стапките на Крали Марко. Оваа трка се состои од повеќе етапи, како за возрастни, така и за деца. Во етапите се застапени манастирот Трескавец и Прилепскиот врв, Козјак на планината Бабуна, во должина од 90 км со времетрајање од околу 20 часа, во кој имаше и ноќно трчање. На ултрамаратонот настапија над 300 учесници од повеќе европски држави, кои го милуваат овој мощен атрактивен спорт, кој бара исклучителна физичка и психичка подготовка. Меѓу нив имаше и повеќемина штипјани кои беа во самиот врв на најдобрите. Жикица Ивановски го освои 4-то место со време од 13 часа 5 минути и 58 секунди.
Михаил Стефанов беше петти со 8 минутно задоцнување, а Бобан Стојанов на своето ултрамаратонско деби го освои 27-то место. На трката од 31 км Александра Георгиевска го освои 14-тото место, а Зора Насе беше 81-ви. Сите оние надпреварувачи кои го пропуштија крали Марко Треус ќе можат да уживаат во трейл трчањето во Штип кога ќе се одржи трката Струмина трейл и тоа на 20 ноември. Штипските кикбоксери, членови на клубот Гладиатор, беа поканети и ќе настапат на традиционалниот Сараево Опен, што ќе се одржи во главниот град на Босна и Херцеговина. Со учество на кикбоксери од повеќе европски земји во главниот град на Босна и Херцеговина ќе се одржи турнирот Сараево Open 2016. На овој традиционален турнир ќе настапат кикбоксери од повеќе европски земји, меѓу кои и од Македонија. Честа да се представат во Сараево ќе имаат членовите на кикбокс клубот Гладиатор во Штип. Под раководство на теренот Кирил Нацев на пат за Босна за Мина и во Сараево ќе настапат Викторија Варадинова, Јована Арсова, Стефан Сандев, Славче Арсов, Баже Главев и Јован Ѓошев. Тоа беше и последната информација во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Пријатно! Купувај и добивај со KitGo и Tera Marketing. Учествувај и ти во големата наградна игра. Со собрани 5 купони стануваш потенцијален добитник на една од 200 награди. Вредносни ваучери, патувања во Виена, Прага, Истанбул и Будимпешта, летување на крв, тасос и халкидики, велосипеди, скутери и секако главната награда автомобил Opel Astra. 3 месечни излекувања и главното излекување на 1 октомври во Штип. Се гледаме. Голема акција во Зендолино. Димери